treba da se sluči, gdje se sluči koga daje. Može denes, može utre, samo jeden Gospod znaje. Čovek saka se da ima, ama se za site nema. Što je ova teška bolest, da se graba, da se zema. I ja sakam da sum gore, ama dolu kojke preta. Narva treba gore mene, samo umor sam mi leta. Ja sti sum roden baksus, od nebo padat za vreme. Toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi. Život moj od život, ne mi rekao, ne taka, moje ama život imam, kako nekoj drug što saka. Mnogo smetki džebotenog, što li prvo da se plati, sajmi velatno i dolgot, mora jednaš da se vrati. Džabe ti je srce polno, nikoj srce ne ti vara, sekoj lice ke ti plesne, ovoj sve govrti para. Ja sti sum roden baksus, od nebo padnat za vreme, toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi, lele majko što me rodi. Ste kupile nov automobil, Peugeot, ama nekoj drug vi go vozal. Ko je той некој што го возел Пежото? Работниците ќе останат. И за останатите 3 плати ќе им ги дадеме. А јас? Тис. Што тис? Па ти си нафатиран. Барај си го чарото. Слушај, ќе ми треба уште една твој број. Класика. Сакаш да ти кажам нешто за пријателот? Магистер по економски науки. Од предмалку директор на предпријатието Рендешо. Повелете? Кој ви треба? Вие? Јас. Да. Сте се препознале? Тешко. Молам. Велам тешко дека сум се препознала, вие имате фаца што се памети со години. Сигурно сте за тука? 100%. Па повелете? Благодарам. Драго ми е. Јас сум Живко. Марта, инаку позната и како Брижит. О-ла-ла, Брижит! На времето. Епа како сте? Што правите? Живи, здрави? Се турка, така, средно. А, не е средно. Дебело е. Кафанче, фирмичка, жена хирург,
Pa novo Peugeot 305, mašala, mašala. Да не сте одолнодупени? Od kade? Море дупенка си, ајде. Море, не сумка? Ау, не сум знаела дека сте таков шегаджија. Па вие сте бил ептен шегаджија. Ама не сам шегаджија, јас сум и опасен, само на кривина и да е уздолница така. Да. Море, и убаво изгледате. Пу, да не урочам. А и вие не сте за фрлење. Брежите, пу. Добра, сега. Малку сум пуничка. Знаете, после операцијата Знам, на... пациентка на мојата сопруга. Не. Мене ме оперираше еден доктор, како се викаше? Белџигеровски. Белџигеровски хирургот. Да. И како операцијата успешна? Па вака да чукнам во дрво, во коска. Одлично се чувствам. А што операција? Тоа со жолчката нешто со... Не, малку подолу. Подолу? Аха. Значи бешиката. Уште малку подолу. Ау. Значи најдолу. Имате проблеми со петиците на нешто. Дедо! Сине! Мамичка! Сине, мамино! Дедо! Ова е мајка ми. Чедора, мајка. Дедо бе! Што стана се? Дедо! Што ме рече? Дедо бе! Вода, донеси брзо вода! Вода! Бабо, пазите! Леле, шо ме снајде, господи! Дај! Дај, брзо! Чекај, рацете, да му ги треба. Спуштивме деда. Што ќе требам сега јас без деда сум никој ништо. Молчи, бре, брат, не гледаш дека е жив. Дедо бе! Дедо бе! Живко, злато моје, немој да ми правиш вака. Милче моје злато. Што се случува? Ништо, душо, ништо. А децата каде се? Сузето, благето? Тука се, сакаш да се напиеш нешто. Не. Добро ми е вака. Малку да одмора. Ајде, ќе ти биде подобро. Бабо! Бабки да ти никнат на глава. Која е оваа жена? Мајка ми од Гранд Хотел. Мајка ти? Да. Ајде ве молам, одете таму кај Благе. Добро, само ако... Идолнодупенецот попуштија. Од челик да си па ќе попуштиш. Па многу се задржавте. Нели ви реков побрзо да дојдете? Идвам го најдов доктор Ќорвезировски. Кого? Ќорвезировски, интернистот. Добро е, благодарам. Не молчи, зборувај. Види, Чекај, смири се. готов сум, а? Ако сум готов, сакам дома да си умра. Миолесна. Резултатите се одлични. Срцето, крвта. Доктор Ќорвезировски вели дека се работи за обичен стрес. Ќе треба да земеш нешто за смирување. И сега треба да се вратиме дома, а? Ами каде? Не ме враќаш дома. Ке спиеме овде. Ти не си токму. Овде. Па после цела болница ќе се крене на нозе. Замисли сега дома. На двоседот седнала таа сваќата со задникот. Зетот го чита мојот вестник, гледа во мојот телевизор и пие кафе од мојот филџан. Ќе убијам некој. Човеку, доживеа стрес, а доживеав и јас. Благица е пред породување. Ти можеш да си ги поврзеш овие работи?
А? Ме сакаш? Ајде. Пак истите селски штосови. Милче, ме сакаш? Не ти кажувам. Ајде станувај. Вечерва дома не спијам. Ми треба време да се смирам. Злато мое. Гледај сега вака. Ти ќе си дојдеш дома заради мене. Па ќе си вечераме, па ќе се напиеме по едно пивце и ќе си легнеме. Ќе одиме и ќе спиеме во хотел. Сами. Со тебе не се разбрал никој, а не пак јас. Една ваква вечер ни треба. Многу. Ќе наполниме кадата со топла вода и ќе си легнеме во кадата. И стресот ќе се претвори во земјотрес. Откачен еден. А? Акнал. И? А кадата ќе ја полниме со топла вода или со млака? А? Кај си, бе, господине Жиле, бе, куќо стар, ајде. Седи, не плаши се, не јадам луѓе. Седи, повели. Маце. Злато мое. Жиле, пред малку се венчавме, види. Нека ви е со среќа. Јас, господине Живко, ви должам вам едно големо извинување за тоа што ве нареков еднаш глушец. А вие сте биле лав, со 3 Ф. А јас лавовите ги обожавам. Кажи, Маце? Да, лафу мој. Да. Јас сум во мал стрес. Пијам апчиња. Нормално. Кој денеска не е по стрес? А да ви кажам искрено, господине Живко, кога гледам вака, просто не можам да ви се изнагледам и не верувам дека ве познавам. Да. Жиле, утре патуваме за Австралија на турнеја. Турнеја, да. Турнеја. Убаво да си поминете. На прчварницава ќе кажам чао, адиос, бај. Ај видиш Да. Бај. Ете, господине Живко, дојде време јас да видам наша Австралија, земја далечна, ама вие сте столбот. По она што ми се случи вчера, вие за мене сте Господ. Дозволете ми, господине Живко, да ви ја стегнам раката и уште еднаш да ви се извинам за навредата и за претепениот страф и така натаму, мислам, да. После овие зборови, јас сум вака малку благо вознемирен. И ќе морам да се напијам уште едно апче, знаете. Дајте ми мене едно. Ама, господине... Не, на овој начин сакам да изразам мојата благодарност за се што сторивте за мене. Ништо не сум сторил за вас. Како ништо? Како ништо? Зошто лажна скромност, па еве нели ние се годиме за Австралија? А кој е виновен за тоа? Вие. Јас сум. Човекот што организира турнејата, овој господинот... Не. Ти си вистински лав, бе. Лав сум од Африка. Човекот тој, господин, знаеш што рече? Знаеш што рече кога го слушна твоето име? И знам и не знам. Рече, доаѓајте. Не. Тешко да се роди уште еднаш човек како тебе. А знаеш ли ти, господине Живко, какви сет звезди отпадна? Знам. Не знаеш, јас ке ти кажам. Еден Боле, еден Виктор, една екстра Стела, па еден Драги, па една Ајде, Вест. зато да си одиме, ајде. Ајде да си одиме. Бати Жиле, може едно целувче, а? Епа, господине Живко... Да знаеш ке ти пишеме од Сиднеј. Да не се секираш. Да, еве, јас маш сум, ама морам да ве бакнам. Чао, лаву. Ајде. Чао.
Odete mi so zdravije, suvalo. I ako razbrav nešto, evo ovdje su najterok. Извини, молим те, господине Живко, заборив да те поздравам од организаторот на турнејата, овој господинот Струмениковски, по потекло од некое чудно село од... Тој. Fino, fino. Благодаря. Лаву, чао. Струмениковски. Струмениковски. Абе, во Дупени имаат Струмениковци? Ама кој е? Еј, драги. Драги менаджер. Тој. Кокошка. Абе, ги сотре сите кокошки в село. Види го ти, драги. Стигнал до менаджер. Кај си, бе, ти? Се криеш од мене, а? Да не беше ти од Дупени? Си се намачкал пак, а? Кој зашто е? Некој се дрогира со алкохол, некој со апчиња за смирување. Срам да ти е. Те мислев Тврдорев, а ти Мочко. Дошла сваќата, голема работа. Брижитка, бе. Наместо да ми ја донесеш мене, ти во несве спаѓаш. Го плашиш Милчето. Магаре Дупенско. Застани, каде? Ти си начисто будала, тебе ќелдија и чукнат, и мрднат, и свирнат, и ти ја видов сваќата. Не е за фрлање чупето. Чистачка во Гранд Хотел? Хигиеничарка. Аман бе. Разликата е голема. Многу. И таа и зетот не можам да ги избаркам од дома. Ти требаше да се обесиш. Да ја плашиш Милчето. Милчето ти е злато. Уште да те учам. Ако е заир, достај. Уште ова. Ти не заслужуваш да си... Ме начека да ме заебаваш, а? Ти се сторе кефот? Многу. Многу. А што не заслужувам да сум, а? Ми е страв да ти кажам. Да не ми паднеш овде да ја скршиш главата. Бате воле, не ми арно, под стресом, бате воле. Ќе те достресам сега, јас убаво тебе. Главо Букова, имаш внук. Внук? Јас имам внук!
Што бараш ти тука? Јас не сум ти, јас сум ти сваќа. Знаеш што? Ко куче спијам овде во дневнава. Ве тарпам со синти овде. И нервите ми се при крај. Уште е рано тука си ми запалила цигара, ми пушиш над глава. Добро ти олесна се. Сите само си се празните на мене. Жено златна, главо дебела. 2 месеци не сум спијан со жена. Добро да па што? Како бе па што бе? Па ми се насади тука пушти корења. Па уште и не ти се погодило, слушам спиењето? Ти мислиш дека мене ми е арно јас да трпам секојдневни тортури? Вашата господја 2 недели со мене збор нема проговорено. Ме третира како... Како што треба, како туѓо тело. Ми се пикна в спална. Господје, ова не е природно што го правиш ти. Ме обезличи. Ми кладе нерви, ај шо ми кладе нерви, ми кладе, туку и ме наполни со нерви. Собери си ги парталите и да те нема оттука. Да си одам, а? И да ви го оставам детето, вие да ми го мачите. Детето. Детето твое, дете склепа. Детето твое е невиден лашко. Детето твое, господјо, е едно големо гомно, што смрди на едно 100 километри. Ако сакаш да знаеш, моето дете е злато. 24 каратно. Керка ти е таа што смрди. Намерно остана трудна, само за да го задржи. И ти ќе ми расправаш приказни. Така ли? Бројам до 10 и да се маглосаш од овдека. Зошто докај 9 некако имам контрола и знам што правам. А на 10 веќе... Шо правиш на 10? На 10 веќе не знам што правам, ама знам дека ни родената мајка нема да те препознае. Ајде да видиме. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, не барзај, не барзај, 9. 9. Злато, ќе ми гледаш? Абе да ти гледам, мама. О, денеска сакам да одиме некаде. Наводно, пардон. Важи? Дај ми го филџанот. Повели? Благодарам. Многу ти е убав. Еве, гледаш? Овде горе си оди една голема тежина. На површина е. И бега, бега. Леле, колку убаво куче имаш. Го гледаш? Ќе имам ли среќа една вечер тоа куче да спие со мене? Еве, гледај. Тоа куче ти ги лиже рацете. А што е ова долу?
И една крава. Ја виде? Уште малку ќе паси во нашата ливада и ќе ја снема. Ај удри една желба сега. Ако ми се исполни желбава, ќе те бакнам. Филмски. Бре, гледај. Сонце. Облаци. И сонцето ги брка облаците. Па. Да знаеш, желбата ќе ти се оствари. Па бакнежот. Аман бе, Милче, бе. Што ти е тебе? Нова тактика. Не те разбира. Бе, само вака ќе ја истераме од дома. Ја виде како избега, како попарена. Море мамичето, мамино, низино. Па. Бе, ти си била царица, бе, Милче. Ќе ја средам. Море, што ќе ја средам? Ќе ја уништам. Нашла со кого да сади крастајци. Бе, кај го трпиме синчето и уште и таа се посади овде. Ти тука? А кај треба да бидам? Па те Бошко требаше да биде овде, да. Бошко па Бошко. Па јас? А ти пак почна да пиеш, а? Срамота. Срамота. Ме прашал ли мене некој како ми е? Како сум? Што правам? Или господата бизнисмени немаат време за обичните смртници? Си најде причина за пиење, а? Одлично. Знаеш што? Ти си само една обична пијана кокошка. Имаш деца, кукло моја, за гледање. Бошко има деца. Си се свртеа кон него. Фрчат. Мобилни телефони, марки, долари, автомобили. И мене ми треба малку нежност, разбирање, топлина. Ме разочара, да знаеш. Да, ама тебе ти се случи некои убави работи. Зет, внук, Благица го заврши факултетот. Сузе го тера музичкото. Зборуваш на памет. Зборуваш само колку да зборуваш. А јас, од друга страна, сум во гомна до гуша. Зет од светски лажго. Нема завршено ни средно. Сваќата чистачка на неодредено место за живење. И на крајот двајцата ми се клапнаа дома. Убајни, што да ти кажам. Добро да јас. Овие работи не сум ги знаела. Не си ги знаела, а? Те боли уво за мене.
Дошол некој, ме прашал како ми е, како ти е. Откако сме повторно со Бошко, никој не кренал телефон. Сите само пари барат. Сестра ми ни должи над 3000 марки. Вчера зетот полагаше музичко, падна. Нема завршено ни средно. Абе, мавичето него. Жал за Бошко. А тебе за никого не ти е жал. Ти си само едно препотентно, самобендисано, вошливо женче. И ништо друго. Ова е хорор. Типот што ја лекува мојата сопруга од алкохолизам и станал асистент. Добро, нормални сте вие? Не сме нормални. 100%. И не сте. Направив сделка 700.000 марки. 700.000. Џабе, бате Боше, џабе. За кого? За мене? За ова овде? Нас треба некој да ни удри по 10 помуцка. Ние сме боранија. Мене можеш и сега да ме натепаш. Доста. Глас повеќе да не ви чуjem. Бате Живко, сваќата ти ја сместив. Тоа е прво. Каде бе? Во едно станче. Гарсонјера. Пари? Платено. А чув и станчето на благичето твое при крај. Што сакаш уште? Ништо, бате Боше, ништо, ништо. Да, доста, не ме лигави. Ана Злата. Јас сум изгубен случај. Ти си моето сонце. Од утре ти раководиш со кафаната заедно со зетот на батета Живка. Ваква? Знам дека ќе направиш чудо. Бате Бошко, се отрезнав. Животот е драма. Малку пијана. Ама треба да се отрезниме. Така? Така ми како? Ајде да се напиеме по едно кафе. Дупло. Заспа? Многу е сладок, ќе го изедам, ќе го изгрискам вака. Кај си ти нешто, те нема? Тебе те нема. И да знаеш, лута сум ти. Цел месец вириме во кафаната, а ти ни еднашка не дојде да не видиш. Ќе дојдам. Еј! Дупенец стана дедо. Кој е како тебе сега? Абе, чудно се чувства. Нешто од како се роди внукот, како друг да сум, како нов да сум, се умот таму ми оди. А јас да ти родам едно тогаш?
се шегувам, смири се. Кај се другите? Ми се јаде. Зетот на работа. Благето отиде нешто да испазари, мајка ти во кујна. Зетот завршил средно, а? Два матурира вчера завчера. Многу ми е смешен. Во кафаната доаѓа измазнет, исчешлан. Мора и женски го меркаат. Ќе го запишам и на факултет. Него? Во овие чудни времиња и како него завршуваат. Тата, собрав некоја паричка од свирењето, сакам да си купам мопедче. Тато, ќе ти купи мопедче, паричките да си ги чуваш. Ајде сега да се собереме сите, да вечераме заедно. Некој како да звони. Звони. Оди види, Сузе. Ајде, тато. Ајде. Вечерата е готова. Како сте? Не кажувате, а? Мамо, каде е бебето? Сакам да го видам. Леле, честитам, внук. Благодарам. О, соседке, добро вечер. Дојдоа децата? Сузето е в соба, а Благето и Зетот кај да се ќе дојдат? Мамо, каде е бебето? Запна бебето та бебето. А знам, време за вечера е. А Зетот го криете? Срамежлив е. Тивок, мирен. Ни свадба видовме, ништо. Мамо, сакам да го видам бебето. А, бебето спие. Чудни луѓе сте. Ни Благето го видовме трудно, ни Зетот. Сопругот? Дури вчера разбрав дека имате внуче. Сопругот не сум го видел. Едно... Во Идризово е. Одлично. Сигурно сте направиле викендичка, така? А, викендичка. А, и вие молчи-толчи. Убаво место сте одбрале. Мирно, чисто, природа. Ме остави сама со децава. А што, да не живее таму? Направи некои глупости, сега е в затвор. Во Идризово. Соседот? В затвор? Па како така? Ау! Не сме знаеле. Бебето спие, а? Останете. Бебето спие. Ај после ќе го видиме. Ајде пред мене. Ајде. Оговарачка. Мисли, ние пасиме трева.